Македонија самостојно го решава правилото 90-180 кој се однесува на престојот на возачите во Европската Унија, со кое нашите транспортери имаат огромен проблем, изјави вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Веќе се договоривме со Швајцарија, се договоривме со Хрватска, во финална фаза сме на договор со Словенија, се договоривме со Романија, во финална фаза сме на договор со Австрија и со Германија. За Грција и за Бугарија веќе функционира, односно се водат како прекогранични зони и таму воопшто и не се бројат овие денови на престој. Николовски потенцира дека нашата држава не е дел од ниту една група која проблемот се обидува да го реши на поинаков начин. Ова прашање го водиме самостојно, од причина што ова прашање од одредени други земји е злоупотребено. Дел за естрада, дел за политички поени таму и се што кажа од тие соседни држави до сега не се реализираше. Тоа може само да не донесе до забуни и да нанесе сериозна штета на домашното стопанство. Вице-премиерот и министер апелира да не се потпаѓа под влијание и пропаганда од други земји, а во врска со проблемот. Да не се потпаѓа под туѓи пропаганди и да ние си ја гледаме нашата работа. Во моментов сум апсолутно задоволен како се одвива нашата работа и како се решаваат проблемите за нас. А што ќе прават другите, тоа е нивна работа и оставам на нив да ги кројат своите политики и своите стратегии. Проблемот на транспортерите е во тоа што нашите возачи во Европската Унија имаат третман на туристи и не смеат на низината територија да престојуваат повеќе од 90, а во рамките на 180 дена. Пробивањето на рокот се санкционира со високи казни, забрана за влез и други санкции.